Дел од институциите кои ги задолжи владата да достават проекции за средства кои би можеле да се пренаменат за кампањата веќе испраќаат податоци до Министерството за финансии. Сепак од ресорното министерство не откриваат детали бидејќи како што велат има уште 2 дена во кои тие самите треба да направат проекција од буџетот и да утврдат дали имаат средства за таква пренамена. Има уште 2 дена во кои институциите кои ги задолжи владата треба да достават информации за направените проекции. За сега не можеме да кажеме ништо конкретно, додека трае овој рок, во кој самото министерство ќе треба да направи проекција за да утврди дали има средства кои би се одлеале за кампањата. Од владата пак велат дека за сега се уште не знаат дали и кои институции доставиле проекции бидејќи за тоа е овластено Министерството за финансии, а откако тоа ќе ги собере сите информации и ќе ги достави до нив, ќе бидат разгледани на следната владина седница, а потоа ќе биде информирана јавноста. Дел од аналитичарите пак веќе алармираа дека финансискиот дел е особено важен и мора да се има транспарентност и отчетност во кампањата, која исто така мора да се разграничи дали е пропагандистичка или не и на кој начин ќе се води. Поранешниот претседател на Државната изборна комисија Александар Новаковски пак и вчера во изјава за телевизија 24 посочи дека покрај законодавството кој остава простор за недоречености во финансискиот дел, дискутабилно останува и кој се може да ја води кампањата. Јавната пропаганда, според правилникот на ДИК, може да ја води предлагачот, тоа е собранието на РМ, може да ја води и владата и останатите. Останатите не се прецизирани. Според тоа, останува дека секој може да води јавна пропаганда за овој референдум. Јавната пропаганда требаше да трае 20 дена, но имајќи го предвид во правилникот кој го видов од страна на ДИК стои од денот на распишување. Затоа мислам дека не е касно, таа сега се припрема да каже кои ќе бидат изворите за финансирање на нејзината јавна пропаганда. Од Државната изборна комисија, но и невладината Цивил информираа дека до Министерството за внатрешни работи биле поднесени дојави за фантомски гласачи, а во последниот квартал од годината од избирачкиот список биле поништени живеалишта на вкупно 650 лица. Од граѓанската асоциација МОС пак и денеска апелираа граѓаните да проверат дали ги има во избирачкиот список и потсетуваа дека увидот трае до 23 август.